Оваа среда ќе зборуваме на повеќе различни теми и активности околу јавното комунално предпријатие Комуналец од општина Свети Николе. За таа цел во нашето студио е директорот Александар Давчев. Добро утро и добро ни дојдовте и ви благодарам што издвоивте драгоцено време да бидете дел од нашата утринска програма на К1. Ви благодарам. Најпрвен, добро утро на сите гледачи на вашата ценета телевизија К1. Така. Добро утро. Директоре, јас ќе започнам со прашањето. Главна задача на комуналните предпријатија е секогаш одржувањето на хигиената на територијата на која што тие функционираат. Вие како прв човек на ова предпријатие, колку сте задоволни од јавната хигиена во општина Свети Николе? Па сум задоволен. Така. Одговорно тврдам дека и јас, меѓутоа и граѓаните на општина Свети Николе се задоволни од одржување на јавната хигиена од наша страна. Тоа го потврдуваат и податоци кои што се направени од страна на релевантни институции и сме на врвот на листата на едно од најчисти градови во Република Македонија. Така. За почиста хигиена ангажирани се повеќе работници. Така. Некаде околу 50 навработени се ангажирани кои што се грижат за чистотата на јавната површина, како и за собирање на сметот, отпадот од домаќинствата во градот. Така. Исто така, деновиве набавивме нов камион. Така. Ќе кажеме нешто подоцна за ова. Јас би ве прашала наредно прашање. Колку народот ќе изволка, не може да чистат сите комунални предпријатија заедно. Тоа е и народна поговорка. Што мислите вие, дали светониколчани го почитуваат законот за јавна хигиена? Па да бидам искрен, задоволен сум од граѓаните. Так. Нормално, голем град ќе има и такви работи. Секакви случаи, значи. Секакви случаи, да. Инаку свеста кај граѓаните се буди. Така, тоа е следно, сакав да ве прашам како вие како јавно комунално предпријатие им ја подигате свеста на граѓаните за да внимаваат на сите овие работи, за се почиста околина. Тие внимаваат, гледам дека се грижат за хигиената во градот. Нормално секој граѓанин сака да живее во една културна и убаво градче средина. Така. Една од првите општини во овој регион која на своите корисници им додели бесплатни канти за отпадоци е токму Свети Николе. Дали на овој начин полесно вработените од вашето предпријатие Комуналец го подигнуваат сметот? Вака. Во соработка со општина Свети Николе, со локалната самоуправа, ние дистрибуиравме 650 екоканти, каде што ги поделивме на повеќе домаќинства. Така. Во план сме да се набават во наредниот период. Потребни се и уште, Потребни се и уште, да. Така. Се додека не се набават на секое домаќинство од тие канти, полесно се собира отпадот. Тие се поголеми, габаритни се, 120 литарски, тие се полесни за одржување, полесни за собирање на смет и подобро се... Со тоа и вработените од вашето предпријатие ќе имаат полесна работа. Имаме ли поделба на комуналниот смет на башка стакло, хартија, пластика? Ова е нешто што знаеме сите дека е тренд во светот. Светски тренд. Имаме на неколку локации во градот поставено, посебно континери за хартија, за стакло, посебно за смет. И се јавуваме на фирма во Скопје, тие доаѓаат, го собираат сметот за рециклирање. Нормално дека имаме, тоа е тренд светски кој што го ние практикуваме. Кој доаѓа за да го собере овој смет и каква ви? Има фирма во Скопје, се јавиме, значи има си сектор од хигиена, се јават да го соберат и така. Така, како стоите со соработката од овој сектор? Добро. Така. Една од поважните задачи е одржувањето на водоводната и канализационата инфраструктура во општина Свети Николе. Каква е моментално состојбата во вашата општина? Вака ќе кажам. Ние во изминатиот период бевме многу фокусирани во тој дел. Локалната самоуправа на општина Свети Николе, каде што ги реконструираше улиците
Исто така ние, јавното комунално предпријатие Комуналец, извршивме реконструкција на водоводната и канализационата мрежа. Одговорно тврдам, некаде околу 4000 метри само во оваа година се извршени реконструкција. Така. Со заменување на старата азбестна водоводна инсталација со ПВЦ и со проширување на профилот на цевката за поголем проток на водата и за подобар притисок на граѓаните да имаат водоснабдување. Каква е реакцијата на граѓаните од вашата општина? Колку се задоволни тие од овој проект, да ни речем? Кога се заврши сето ова, тие се презадоволни. Така. Додека да се тоа заврши, додека ние ги извршувавме работите, луѓето реагира кога ќе биде дајте пообразо, но тоа е сепак работа која што значи е потребно и од голема корист. Кој се разбира во овој дел на работа, кој е работил, знае што значи 4000 метра да се смене водоводна мрежа и канализација. Со цел за да биде поквалитетно направено. Не значи утре да се асфалтира улица и да се случуваат дефекти, па ние да праќаме екипи, да се сече асфалтот и за краток временски период да се сето тоа уништи. Така, токму така. Директоре, се наоѓаме во период кога ниските температури се дел од секојдневието на сите нас. Ќе имаме пукнати цевки и различни овакви дефекти. Дали Комуналец има доволно вработени за сите овие дефекти да се постигнат во предвидениот рок за да се поправат? Ние како јавно комунално предпријатие, значи имаме искусни работници, во тој дел немаме проблеми, имаме 3 екипи, значи дежурни екипи. И во секое време, доколку се случи таков проблем... Овие последниве неколку месеци оваков случај некој каде што сте реагирали? Нормално. Така. Сме имале и веднаш во најбрзен можен рок одма интервенираме и го санираме дефектот. Така. Каква е состојбата со водоснабдувањето и дали редовни плаќачи се светиниколчани околу тоа? Околу снабдувањето, како што знаете, ние набавуваме вода од хидросистем Злетовица, каде што тие ни испорачуваат вода. Ние во нашата филтер станица ја преработуваме вода и како таква ја дистрибуираме на жителите во градот. За плаќање некаде над 70% граѓаните плаќаат, што значи доволно, али може и подобро да биде. Така, како вие би ги мотивирале, туку како ќе им ја подигнете свеста за сето ова да го прават навремено? Значи да не каснат со плаќањата, во ред тоа дека понекогаш и економската состојба е секогаш проблемот. Дали имате разбирање вие кон тие семејства, кон тие домови? Имаме разбирање. Така. Во право сте, економската состојба понекогаш е проблем, секогаш. Ние секогаш имаме договор со граѓаните, може да најдеме заеднички начин, ќе дојдат кај нас во фирма, ќе се јават во правната служба, ќе направат договор, може на одлагање, на одложено плаќање, кој што има повеќе долг на неколку рати, да го платат. Значи испаѓаме во престрет на граѓаните, да. Така. Треба да бидеме и ние разбирливи. Така, ќе сменам малце темата на нашиот разговор. Што повеќе зелени површини, толку поубав град. Колку Свети Николе е зелен град? Ајде да им кажеме на сите наши гледачи кои што не гледаат еве од тој регион. Вака. Свети Николе како зелен град, ние во наредниот период имаме некој план да ги средиме влезовите во градот. Имаме си доле градскиот парк, не само што го одржуваме градскиот парк, и поставивме неколку украсни качиња. Од оваа година почнавме да го украсуваме и новиот парк, кој што до лани беше запоставен. И во иднина ќе се фокусираме многу повеќе на тоа да ние од Свети Николе направиме еден многу убав, добар, културен, прекрасен и зелен град. Нашите вработени засега засадуваат дрвца. Така, со колкава зелена површина располага Свети Николе? Точна бројка не можам да ви кажам.
само знаеме дека со голем обем на површина Свети Николе како град. Така. Со тоа што есента е во големек, дали во вашиот град му дадовте веќе есенски изглед? Ето можевме да видиме и на вашата Facebook страница дека веќе почнавте со разубавување на тој дел од градот. Ајде малце да продискутираме за тоа. Па му дадовме, да, значи може прашањето, ќе извинете. Така, значи, со тоа што есента е во тек, дали во вашиот град дадовте веќе есенски изглед со зелени? Дадовме, значи веднаш почнавме со вадење на старите цвеќиња, одма почнавме со уредување на површините, со припрема сега за есен, кога ќе почнат да се садат. Имаме некаде 40.000 наши расат садници во собствена фолија, каде што планираме сега да ги насадиме во наредниот период. Се припремаме во 2017 година тоа да биде еден прекрасен цветен град. Ете, споменавте 2017 година, на прагот сме пред новогодишните празници. Дали можеме да им откриеме на светиниколчани каква новогодишна бајка ќе се претвори Свети Николе наскоро? Предвидени се некакви украсувања, веројатно, и сите тие предновогодишни украсувања? Предвидени се, нормално. Само тоа локалната самоуправа, општина Свети Николе, значи тие го тоа изведуваат, а ние како јавно комунално предпријатие им помагаме и сте задолжени околу осветлувањето на градот, околу припреми во градот, околу оние објекти кои што се поважни во општината да се украсат поубаво. Така, и за крај, едно од ретките комунални предпријатија што добија камион за собирање, ајде малце за тоа да кажеме. Добивме нов камион од Швајцарија, Мерцедес, Еконик, со носивост 11 тона, за разлика од досегашните кои што беа 4,5 тона, што значи 3 пати поголем обем на смет собира од досегашните. И со тоа ќе ни се намали потрошувачката на гориво, се надеваме помоци, дефекти ќе имаме, со тоа ќе ни е олесни финансиската состојба и исто така на граѓаните да ги кажам уште една радосна вест во Свети Николе, дека договоривме уште еден камион во наредниот период да ни биде донесен и ќе ни се олесни премногу работата околу комуналната хигиена. Така. Значи, со овие два камиони, колку со што ќе им се олесни, што највеќе ќе биде опфатено за олеснување на и на работниците и на граѓаните? Нормално ќе се олесни работата на работниците, наместо да идат 3 пати до депонијата каде што ни се наоѓа, ќе одат еднаш. Еднаш, така. Да. Ќе се олесни многу работата. Секаде каде што се големите булевари, тие се поголеми, погабаритни камиони, тие ќе поминуваат, а досегашните стари и страјани камиони ќе поминуваат по малските улици и нема да имаме никаков проблем околу комуналната хигиена. Директор, јас ви благодарам што издвоивте време да бидете дел од нашата утринска програма. Се надевам дека за некоја наредна тема ќе бидете повторно дел од нашата емисија. Ви благодарам и за на крај да кажам, на моето гостување би сакал да ги поканам сите ваши гледачи на К1 телевизија на 19 декември да дојдат во Свети Николе и заедно да го прославиме празникот на нашиот патрон Свети Никола. Повелете.